го замолив професорот Ненад Марковиќ, со кого барем на 10 дена се обидуваме овдека да седнеме и да продискутираме. Ненад, добро утро. За она што се случува во Македонија, но и пошироко од Македонија, бидејќи како што стојат работите, густината на ова ништо поминуваме и на домашна и на меѓународна сцена е таква што не можеме да се одмориме, ваздух да земеме малку здив од криза во криза во криза во криза. Да, нашата генерација некако се погоди од 90-ти години наваму да не можеме да повлечеме кочница. Ненад, имам впечаток дека македонско-бугарската сторија и сето ова што се случува во овие разговори, кои течат како што се планирани, меѓутоа, мојот впечаток е дека ако прво мислевме дека кризата во Украина ќе придонесе за тоа да се направи некаков порешителен напор да се решава спорот, сега имам впечаток како да сите веќе престана да ги интересира спорот, сите веќе говорам на овие што се пријатели на Бугарија и на Македонија од европскава сцена. Американците се комплетно преокупирани со војната и со тоа како да се порази армијата на Путин во Украина и така натаму. А ако тоа така се остави, не знам дали го делиш моето мислење, само на македонските и бугарските политичари, нема да имаме некаков, не знам каков напредок и до јуни. Или може би грешам, не знам. Не, јас уште може би пред 2 или 3 гостувања кажав дека постојат две сценарија, излезе за жал второто. Едното е максимално убрзување и некаков притисок од страна на меѓународната заедница, а второто е ова токму што го говориш, дека всушност ќе бидеме оставени некаде на маргините на политичките процеси и дека целата работа многу ќе забави. Логично е дека политичкото внимание сега е комплетно преокупирано од проблемот меѓу Украина и Русија, односно инвазијата на Русија врз Украина, и дека нема ни доволно политички капацитет, ни доволно внимание, ни веројатно ни доволно човечки ресурси кои би се позабавиле со прашањето на македонско-бугарскиот спор. Јас не сум човек кој поддржува брзо решение во смисол на тоа да биде јуни и не сум човек кој сака да си правиме притисок повторно по секоја цена, мислиш? По секоја цена, нормално. Ниту сум човек кој сака да си правиме притисок јуни-декември, константно да живееме од јуни за декември. Мислам дека ни треба квалитетно добро решение кое ќе ги покрие проблемите за понатаму во преговарачкиот процес, за да не ни се случи при отварањето на прво, второ, трето поглавје повторно да бидеме блокирани. Но се согласувам, успорена е динамиката од наша страна, успорена е од бугарската страна, успорена е од меѓународната заедница, што значи дека ова ќе потрае. Јас на јуни одамна престанав да се надевам искрено како некаков датум и мислам дека тоа до некаде и не е лошо. Нека изферментира проблемот, нека малце созре, нека се видат позициите на обете страни. Не знам што е точно изјавата на министерот за надворешни работи Османи дека имаат некој заедничка напредок, меѓутоа без повторно се далеку од заеднички јазик, беше доста вака енигматична изјавата, без да појасни точно на што мисли, меѓутоа можеби не е момент за појаснување, ќе видиме на крајот на криштата. Па сепак, професор Марковиќ, ако го видиме поширокиот контекст на случување, значи оваа криза која што од воена безбедносна во Украина и на целиот континент се разбира, се прелеа на енергетски план, на ценовни планови, инфлаторни планови и така натаму. Нас оваа недела не очекуваат резултатите од пописот, а во Македонија какви да се резултатите, тие секако ќе бидат различни од тоа што е пред 20 години констатирано. Ќе настане една констернација на, како кажам, ќе дојде тоа до псуење, обвинувања, предавства и така натаму. Во секој случај. Од која била страна? Кога тоа ќе се искомбинира со економската ситуација која во моментов македонската влада ја решава со задолжување, како и сите влади во светот се разбира, и релативно добро ги, како кажем, ги игра овие, ајде ако смеам да кажем, фигури на сиромаштија во крајна линија, но сепак да се задолги. Гледаме една прилично неславна слика, проглед во која влегуваме со мали надежи, а ако ни се угаси и тоа европско светло, а тоа веќе е толку загасено што едва и се гледа во тунелот. Со што ќе се занимаваме ние тогаш? Оти опозицијата ќе си продолжи да прави ова што го прави, значи ништо не чини се лошо во редни избори. За воредни избори не може да се состави мнозинство некакво и така натаму.
Како ја гледаме на среден рок, да речеме, доветува политиката? Ние не сме лоши да живееме во тој лимбо статус. Како што реков ми претходно, навикнати сме, се снаоѓаме. Така да тоа некој политичко лимбо во кое работите не одат најдобро, а не мрдаат никаде истовремено. Нас ни е, јас би рекол, политички стандард или стандард на битисување во политичката арена. Да, мислам дека ова првото е најбитно, а тоа се податоците кои ќе излезат од пописот оваа недела. И сосема се согласувам дека кај нас си работите си одат по некаков темплет, имаат одредена матрица по која си одат. Било какви податоци да се објават, јас мислам дека опозицијата ќе проба да дестабилизира политичката ситуација дополнително. Тоа е во крајна линија до некаде и работа. Прашањето е зошто истата таа опозиција не сакаше пред неколку години кога беше власт да не ги соопшти резултатите кои можеби нема да бидат пријатни по едната, другата или третата етничка заедница, бидејќи да не се лажеме, тоа е единствената димензија што луѓето ги интересира. Да. Не ги интересира ни бројот на градинки, ни зошто правиме попис за школство. Нас не интересираат само етничката игра не интересира. Надвор од тоа етничко поле на препукување колку македонци, колку албанци има, како да тоа да ќе смени не знам што, ништо друго не занима од пописот. Само тој еден број не интересира. Така да мислам дека спремна е сцената за таа едночинка, двочинка, ќе видиме колку ќе биде, во која сите ние треба да се обвинуваме како све е кражба, како некој кореспондирала оваа датабаза со датабаза и така натаму, а некој мора да ни ја каже вистината. А при тоа сите се помалку и повеќе свесни за вистината, бидејќи знаат колку од разводи до деца до заминати тука, сите им се јасно, ама кои ќе ја чујат. Така, но никој не сака да соопшти. Не за џабе тој попис се одложува толку време, никој нема храброст да излезе со тие бројки, ја мислам дека она што Симовски го прави апсолутно е за поздравување, бидејќи со сите притисоци кои ги очекува и со сите проблеми кои ќе ги има, затоа што ги соопшти резултатите, сепак Државниот завод за статистика се реши да излезе и да соопшти, па потоа луѓето нека оспоруваат. Многу партии на политичката сцена има прилика да направат подобар и поточен попис, ако овој не им се допаѓа, па не го направија. Професор Марковиќ, ако смеем да го резимирам овој разговор на начин да спомнам, еве веќе поминуваат месеци од тоа колку е владата во функција, доаѓаме до пролет, тоа се веќе 100 дена речиси ќе завршат, или се завршени, не знам, 3 месеци, тука негдека сме. Има еден впечаток дека владата функционира. Имам еден пријател кој вели фала Богу, прв пат не може да се сетам како се викаше премиерот. Значи тоа се има како една позитивна конотација, бидејќи кај нас обично патиме од силни лидери и така натаму. Но од друга страна, како да сите сме во очекување да видиме дали ќе има некаков подрастичен чекор, серија од чекори кои што ќе направат еден продор во разноразни заспани реформски области во кои што старите политики уште се, како да кажем, се нижат, како што листови од тутун се нижат на игла и ништо по инерција, ништо спектакуларно. Има ли оваа влада капацитет за тој вид на исчекор после овие 100 дена? Мислам дека тоа ќе го видиме во наредниот период. Оно што мене ми се допаѓа многу во однос на последните неколку месеци, апропо доаѓањето на Ковачевски на власт, некако се исцеди, некако ја снема цела таа драма, цела таа негативна енергија која се врзуваше претежно за Заев и за неговиот состав на владата, условно кажано, но најмногу за него лично. И да, имаме премиер кој некако тивко и без многу наметнување, без некаква медиумска помпа си ја работи работата. Резултатите нормално ќе ги видиме на крајот, можеме да ги сумираме, рано е да сумираме што било, а дека ни треба продор во реформските процеси ни треба. Тоа ни беше укажано и од страна на представници на Европската унија или земјите членки на Европската унија, на неколку состаноци, дека не смееме да застанеме со реформските процеси. Она што тие треба да го знаете дека кај нас реформските процеси се врзани со ова светло во кое се загасува. И кога тоа се загасува и кога не го гледаме светлото во тунелот, кај нас желбата за реформски чекори, истапи, опаѓа многу и мотивацијата. И тогаш го имаме оној, како да кажам, синдром на заспаната убавица на јавната администрација и политичките елити кои прилично не прават ништо, односно не преземат никакви реформски чекори. Тоа е таа мека сила на европските процеси, на европската интеграција која таа мека кондиционалност која те тера нешто да правиш и да се усогласуваш. Сега во овој момент мислам дека таква мотивација не постои, многу мала, што е повторно дел од тој некој лимбо во кој ние се наоѓаме политички, што не значи дека владата нема да се обиде да во неколку, да направи пенетрација во одредени сфери во кои
можеби нешто ќе промени, можеби нешто ќе реформира, ќе видиме. Денеска ми овдека на разговор после 9 часот, негде како 9:30, министерот за правда Никола Тупанчевски, кој пред месеци беше тука баш во првата недела кога стана министер, беше релативно збунет професор од правен факултет и така натаму. Сега веќе можам и поквалификувани прашања да го поставувам. Така што ќе се обидам и него да го турнам, бидејќи едно е јасно, начинот на кој што се одвиваат сега реформите во правосудниот систем не даваат резултати. И ова наше верглање реформи 30 години не дава резултати. Може би е време нешто друго да се прави и да и се каже на Европа фала, убави беа советите, нема никаков резултат, ни барем во јавноста, не се гледа тоа, сега ние нешто друго ќе правиме. Баш тоа ќе го проверам Тупанчевски, дам дали воопшто, може би тој самиот, бидејќи не е ни партиска личност, не е ни со некакви багажи од минатото, може би ќе има некакви други пристапи. Се надевам затоа што се чини за барем за еден. Јас предам на правниот факултет, но не сум правник и сум подеднакво лаик за правосудство колку и секој наш обичен гледач, можеби малку помалку лаик, но не претерано. Така да мене ми се чини дека целиот правосуден систем или барем така изгледа на нас кои гледаме од страна се уште се базира на некаков социјален капитал кој е доста негативен, на некаква размена, на некакви спогодувања, на некакви нели разни алијанси во судството и така натаму. Не знам колку е ова точно, колку не е точно. Министерот за правда секако е тука тоа да го промени или да влијае на самите процеси, иако не верувам дека само тој за еден мандат може се да смени, меѓутоа се надевам ќе се потруди. Меѓутоа во што е пазарење има во судството, сакав да кажам. Истото ни се случува во образованието. Значи цело време некакви реформи, резултатите ги нема. Истото ни се случува во правосудниот систем. Цело време, значи дури без разлика на владите, некои повеќе ги корумпираат, други помалку ги корумпираат процесите, во суштина ништо значено не е променето. Па потоа, кога ќе ни покаже пописот дека луѓето се иселуваат, сите мислиме дека е тоа резултат на некакви, не знам какви езотерични процеси, а не на нефункционирање. Може би е дојдено време за некакви порадикални решенија кои што може да бидат и понепријатни, но може да дадат резултати на пократок рок. Посебно во високото образование. Например. Ќе кажам една анегдота, не сум склон да кажам анегдоти вака на емисии во живо, меѓутоа интересна е. Професорот Алвин Магид, кој беше од State University of New York, кој беше советник на правниот факултет на политички науки едно време, вика, Нена, знаеш ли како се прават реформи во образование? И велам, професоре, како? Вака. Значи, потребни се пари, потребни се фондови и тоа е првиот чекор. А потоа треба да го преобмислиме целата структура на високото образование, да преобмислиме. Дали нас ексесивната либерализација во која влеговме ни се исплатеше и донесе некакви резултати? Она донесе Со други зборови, дали ни треба 22-3, не знам колку се сега правни факултети само и универзитети во Македонија, коледжи и така натаму. Секогаш не критикуваат нас од Дуким дека ние си го сакавме монополот кој важеше до 90 некоја, дека многу комотно сме се осеќале во него. Јас таа критика прифаќам како основана. Меѓутоа, ние сме како пијан човек кој се удира од еден зид во друг кога оди. Одиме од еден екстрем во друг екстрем. Нас не ни требаше да формираме 22-3 универзитети и со тоа воопшто ни пазарот не го бара тоа од нас. Никаква ни пазарна логика не следиме. Во тоа е проблемот. Но не да бидам до крај, да кажам, во контекстот во кој што разговараме локализиран, владата на Груевски се обиде и затоа имаше толку многу успех во првите години од владењето на порадикален начин да ги менува работите. Тоа што потоа тие упаднаа во сопствената висока корумпираност што ние денеска ја гледаме низ судски процеси и се држиме за глава, мислам дека во моментов не постои човек кој може да ви каже колку станови има Груевски. Бидејќи јас се обидувам да водам евиденција, после 10-тиот веќе и јас изгубив. Не знам кај, за квадратура да не зборам, но во првите години кога се обидуваат да реформираат, макар и погрешни реформи, се разбира, тоа е жалниот дел од приказната, но проширување, не знам, тоа ги одржуваше 8 години на власт, првите 2 години. Сакам да кажам, може би некој има и нешто паметно да смисли, а да биде порадикално. Бидејќи вака, со ова возење во лер, во смисла на разговараме со Бугарија, не посети не знам кој од Европа, ни рече добро е, терајте понатаму, ништо не се не треба апсолутно импулс во таа смисла кој ќе дојде во било која сфера во која не мораме да се зафатиме со некакви потемелни преобмислувања на власта, како што тоа се вели во теоријата на добро владење. Не знам, тоа е сепак работа на владата, не знам колку ќе имаат капацитет, колку ќе имаат концентрација и политички
ресурси и човечки ресурси надвор од оваа криза и економската криза да се бавиме. Мислевме ќе биде криза во тројна, ама ковидот го заборавивме. Да. Кризата е само дуална, да речеме, економска и воена. Ковидот некако падна сосема во некој 13-ти план како веќе да не постои. Мислам дека остана само да ги укинеме мерките и тоа е тоа. Така да не го сугерирам тоа, само велам дека веројатно ќе се случи. Оти ни треба на сите промена на наративот, тоа е јасно. Јас од опозицијата не гледам никаков нов наратив, тоа е истото. Мислам дека опозицијата се вози на филмот кој комплетна инерција. Јас стално велам дека онолку колку што тоа стално го гледам како некаков тип на размена на двете партии. Онолку колку што му замерувам на СДСМ што не се симнува на терен и не комуницира, односно не го прави оно што ВМРО многу ефективно го прави, толку на ВМРО му замерам дека никако да го смени наративот и елементарната логика на функционирање, која сега е веќе и малку помалку и конфузна. Ако кај Груевски беше кога сте на власт, таа поинаку изгледа. Меѓутоа кога сте во опозиција, тоа делува доста конфузно, делува доста неструктурирано и ја просто не знам таа партија на надворешно политички план каде сака ние да тераме. Они мора да бидат појасни и мора да се вклучат во процесите. Мора да бидат знаете, двигатели на некои процеси, бидејќи се сериозна партија со сериозно гласачко тело на која луѓето сериозно сметаат во понатака. Така да они мора во таа смисла малку да купат од СДСМ, а СДСМ мора да купи малку од нив во смисла на малку поголема комуникација со политичкиот терен и малку поголема присутност на политичкиот терен, што во овој момент веројатно е доста тешко со обзир на ограничените ресурси. Можеби наредните неколку месеци се критичниот период за критика на власта, бидејќи сега е моментот кога или ќе испорачат некаква да кажем нова проекција за одредени политики, или ова, како кажем, кризно менаџирање кое само ќе покрива одредени ситуации, макар и успешно како што можеби тоа до сега го прават, тоа нас не води никаде во суштина. Тој лер на крај не води да не може да закочиме. Отприлика како во кола. Лабелава ди премногу. Да, ако оди премногу во лер, ќе земе залет и потоа веројатно ќе завршиме во некое дрво, така да потребен е тој импулс дефинитивно, потребен е, добро е да дојде од внатре, добро е да дојде од надвор, да се надеваме дека тој 9 мај кој го проектираат за крај на оваа криза ќе дојде, па после тоа ќе имаме барем малку време да се консолидираме, инаку веројатно опозицијата во одреден момент ќе успее да бутне и кон предвремени избори. Токму ако тоа политичко лимбо, иако еве првиот пат не им успеа. Зашто ќе се надпреваруваат освен да се сипнат едните се качат. Апсолутно не гледам. Во тој најголемиот проблем, Сашо, во моментов кој јас го гледам. Јас не гледам некоја изнијансираност на политичката сцена во која ние ќе се фатиме не знам, јас за ВМРО, ти за СДСМ, па ќе се караме што се политиките вредносно, па ќе се трвиме, па не знам овие застапуваат. Апсолутно мо чуриште една релативизација на тие некои вредности кај што ние уствари не гледаме ефективна разлика помеѓу едни, други и трети, така да нема онаа диференцијација во политиката која е многу важна. Еве, на еден прекрасен начин ја отвориме недела. Полни со оптимизам. Ненад Марковиќ, професор Ненад Марковиќ, благодарам за утринско гостување.